Благодарам. Процедуралното ќе биде во слични рамки како на господинот Тунтев. Да. Продолжете, кажете што мислите да кажете, 3 минути имате, нема да се мешам апсолутно. А веќе ми се замешав. Па добро да ви укажам. Благодарам. Значи, јас го почитувам фактот што колегите од СДСМ конструктивно се откажа од дискусијата за разрешување на Марко Зврлевски, но исто така колегите од СДСМ конструктивно се откажа од дискусијата за информацијата за пожари, например. Конструктивно се откажа од дискусијата за отворената дискусија за договорот со Бугарија. Конструктивно одбегнуваат да дискутираат за плановите на владата на Република Македонија за населување на не знам колку десетина илјади мигранти и делење на државјанства на мигранти. Конструктивно се откажа од иницијативата да дискутираме за проблемот со депонијата во Струга. Конструктивно колегите од опозицијата се откажа од идејата да дискутираме за продолжување на породилното отсуство. Конструктивно колегите од опозицијата се откажа од идејата да дискутираме за зголемување за 5% на платите на вработените во армија, полиција, здравство, образование. Конструктивно колегите од опозицијата се откажа од идејата да зборуваме за промените на закон за извршители, каде што предвидуваме ниту еден трошок за извршување да не биде поголем од основната цена на долгот кој што го има во Република Македонија. Но затоа колегите од власта не се откажаа од идејата да ги сменат сите позиции директорски во Република Македонија, не се откажа од идејата да ги кршат законите кога назначуваат ВД раководители надвор од институциите. Не се откажа од идејата да ги кршат законите кога ги кршат систематизациите во институциите. Па имате едно такво разноличие во градовите низ Македонија со преку 500 спротивни на закон назначувања во Република Македонија, за кои што веројатно институциите ќе се погрижат во наредниот период. Не се откажа од идејата со антидатирања да назначуваат лица и во неделата после распишување на изборите. Значи, назначуваат лица за раководители на институции една недела после изборите, а ги антидатираат документите на 5 август и предходно, заради тоа што знаат дека членот 8а важи за сите. Тоа прашање еден ден ќе треба да се отвори, зошто сите документи се антидатирани. И зошто се почитува членот 8а кога се назначуваат раководители секаде низ Македонија, а тука ни се тврди дека не треба да се почитуваат. Воопшто не се откажа од идејата да снема 177 милиони евра од државните девизни резерви. Ги нема. Не се откажа од идејата за 101 милион да го зголемат задолжувањето на Република Македонија, а утре е планирано ново од 44 милиони. Не се откажа од идејата македонскиот јазик да биде понижен и ставен како јазик од втор ред при вчерашната прослава. Не се откажа од идејата да носат антидржавен закон за да докажа мислата за двојазичност на цела територија на Република Македонија. И затоа грижата и покажувањето на не знам каква грижливост апсолутно ги покрива штетните политики на СДСМ и ништо повеќе. Благодарам.